Уште оваа година и Македонија има свој представник на фестивалот Exit. Тоа е скопскиот бенд Визија кој што се денеска тука со нас. Здраво момци, како се чувствувате? Супер, супер. Најбоље. Интересно е тоа што сте започнале како средношколски бенд, а веќе Пријателе, не. Ние кога почнавме на факултет бевме више. Фактите знаеш. Ама ја и он бевме у средно, заедно и свиревме на времето у значи средношколски сепак бенд. сте почнале како средношколски тука. бенд. Веќе бевме стари кога почнавме. Ама после ја и он у друг бенд отидовме, тоа е Визија. Така, значи од тој бенд прераснувате во еден сосема друг бенд кој што денеска го гледаме на најголемиот европски музички фестивал Exit. Може да ми кажете целиот тој пат кој што го поминавте буквално од почетокот до денеска? Па добро почнавме ние 2011 година, негде крај на 2011. Јас со басиската Лиле свирев претходни во еден друг бенд, па се договоривме ќе направиме нов бенд. Него го знаев, свирев со него претходно, исто и бумњарот го знаев. И се собравме у гаража. Никој од нив не се знаеше меѓу себе, ја ги знаев само. И почнавме, супер, направивме една песна и свативме дека има некоја хемија тука. И така продолживме. Настапивме на Так фест во Каварци, кај што бевме наградени. Тоа ни беше еден добар потик да продолжиме понатаму и ете настапивме и на голем број на така поголеми фестивали од Балкан, како што се Гитаријада Зајачар, Јелен Демов фест во Бања Лука, Миксер во Белград, во Благоевград свиревме на Rock and Pop The Borders, на Таксират. И така. Во меѓувреме албум имате сега? Да, нов албум, тоа беше пред 5 месеци, 6 кога беше. Гласно се вика албумот и еве сме сега на Exit. Кои се импресиите од вечерашниот настап? Вечерашниот настап беше многу интересен, можевме барем ние од Бина како што осетивме многу ептен се опуштивме. Многу ретки такви моменти сме имале на настапи, онака се осеќавме како можеме што сакаме да правиме. И имавме интересна публика, добра енергија осетивме. Така да ептен ни се направи меракот на настапот. Интересно е тоа што присутни сте и во странските медиуми. Може да ми кажете како дојде до тој контакт и што се пишува за вас? Па искрено не знаеме како дошло до тој контакт, бидејќи веројатно како што мислиме они истражуваат доволно музика од странство и дознале за нашата музика и напишале некои критики позитивни за нас. Така што ни имаше на британска музичка страна Emerging Indie Bands кој напиша доста добра критика и не поставија на 7-мо место нешто најдобри нови бендови во светот за 2014 на едно американско радио кое што исто некоја топ листа имаше за најдобри песни и сега најново пак бевме во некој британски музички сајт. Не знам кога стикаше нешто The Devil Has the Best Tuna. Не, тоа беше претходно. И тие исто ја дознале за нашата музика и има една позитивна критика напишана. После сиве овие успеси што да очекуваме после настапот на Exit? Тоа ние не знаеме што да очекуваме, па до вас да ви кажеме. Не се знае, идеме спонтано од ден за ден. Што ќе ни излезе, некогаш ќе се собереме во гаража, ќе испадне нова песна. Имаме идеја сега за спот да снимиме. Ќе видиме тоа како ќе ви известиме кога ќе има нешто ново. Друго ќе ти пишеме. Сепак ви ова големо искуство. Па да, секој настап е ново искуство. Дури и на мал настан некој да свирише искуство, а секако на Exit е големо искуство. Дури и тетоважи добивме, и марами, се качувавме на алпинизам, освоивме награди. Се тоа. И па супер дечки, фала ви многу и се надевам ќе се видиме повторно. Фала и на вас и се гледаме. Фала ти тебе. Се гледаме.